Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток гледаме кои настани го одбележаа денот. Директорот на Скопски комуналец и раководителот на секторот за отпад. Полицијата и обвинителството ја расчистуваат кризата која го затрупа Скопје во ѓубре. Мицковски негира соработка и пазарење со Рами Смерко. Се смируваат страстите со дел од кандидатите на Вреди. Полициски службеници организирале и спровеле вооружен грабеж во Гостивај. 11 месеци затвор за таткото кој претепа млади фудбалери на надпревар во Штип. Би можел, но не сакам. Трамп ги отфрли шпекулациите дека со уставен трик ќе се бори за трет председателски мандат. А во тема на денот за оно што е досега направено во Центар, но и што планира да направи доколку ја добие довербата на гласачите во вториот изборен круг. За градбите, урбанистичките планови, здравата животна средина, справувањето со отпадот и други актуелни теми. Во тема на денот ќе разговарам со Горан Герасимовски, кандидат за втор мандат за градоначалник на општина Центар. Останете со нас, почнуваме. Полицијата попладнево го приведе Сабахадин Рустеми, директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, поради непостапувањето по врските, односно несобирањето на отпадот во главниот град. Заедно со него приведен и раководителот на секторот за отпад во јавното претпријатие Аки Саити. По моментов двајцата се во полициска станица. Мартин Арсов известува во живо од таму. Мартин, што знаеме до овој момент, дали тие се уште се во полициската станица, имали пријави за нив? Така, цаци, веќе 5 часа трае распитот на директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена Сабахадин Рустеми и раководителот истото претпријатие. Според информациите се работи за лицето Аки Саити. Според информациите тие биле донесени овде во полициската станица Автокоманда некаде околу 14 часот, меѓутоа овде може да бидат задржани 24 часа, односно до утре до 14 часот, па заради тоа што се уште трае распитот овде во полициската станица, неизвестно е дали обвинителството ќе бара притвор или пак други мерки на предпазливост. Исто така нејасно е и дали ќе се шири листата на лица кои што ќе бидат овде повикани на разговор или пак ќе бидат приведени. Ова доаѓа по 6 дена истрага во просториите на јавното претпријатие Комунална хигиена и градот Скопје. Денеска била одземена, според информациите, и дополнителна документација од јавното претпријатие. Приведени се и задржани 2 лица од раководството на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во врска со сомненија за кривично дело од член 230 од Кривичниот законник. Соопштија кратко и од Министерството за внатрешни работи и од обвинителството. За сега нема други информации ниту од двете институции. Во зависност од тоа за кој став од членот во Кривичниот законник ќе биде поднесена кривичната пријава, на директорот и на раководителот од Комунална хигиена им се заканува казна затвор од најмалку 1 до најмногу 10 години. Инаку Сабахадин Рустеми е директор на јавното претпријатие Комунална хигиена од 29 јануари оваа година и е близок до актуелниот градоначалник на општина Сарај, каде претходно беше директор на општинското јавно комунално претпријатие Сарај од 2017 до 2021 година. Инаку во изминатиот период, откако Скопје има проблеми со собирањето на сметот, директорот на јавното претпријатие беше критикуван и од страна на синдикатите и од управниот одбор на претпријатието. Синдикатите обвинија дека им доцни платата, таа им беше половично само поделена минатата недела. Информациите беа дека до петок требало да ја земат останатата половина. За сега немам информации дали го добиле остатокот од платата за септември, а управниот одбор во петокот испрати допис до медиумите, неколку документи од кои што јасно се гледа дека се изгласани сите програми, сите планови за нормално да функционира јавното претпријатие, и од управниот одбор прстот го вперија токму во директорот Рустеми, за кој што рекоа дека не ја исполнува својата обврска, не ги реализира програмите кои што се уредно и навремено изгласани, меѓутоа и тие не знаат зошто токму директорот ја кочи работата на јавното претпријатие. Мартин, едно прашање. Видовме одредени тврдења од се уште актуелната градоначалничка на Скопје дека тие се пуштени, дека за нив нема никаква пријава. Што е со овие информации?
Да, веднаш откако излезе информацијата во јавноста дека е приведен директорот на јавното предпријатие, на социјалната мрежа Facebook се огласи скопската градоначалничка Данила Арсовска, таа без да ги коментира оние сите дописи и документи кои што ги изнесе управниот одбор, која што пак таа го обвинуваше дека тие се виновници дека се кочи работата во предпријатието. Таа на Facebook застана во одбрана на директорот на комунална хигиена, рече дека тој не е виновен, го повтори практично својот став што го имаше и претходно и рече дека се работи за политички прогон. Попладнево пак се огласи со уште еден ироничен, би рекол, статус на социјалните мрежи во кој што вели: директорот на комунална хигиена Скопје е пуштен, не е виновен за ништо, работата ја вршел честно и совесно. Оваа информација пристигна откако по неколку часа убедување во полициска станица директорот на комунална хигиена им кажал дека во срцето и душата е влен, уште додека бил во станица му донале да потпише изјава за членството, пошто е пуштен да си продолжи со успешната работа во предпријатието. Со оглед дека во каква состојба е Скопје и дека се уште е затрупано во ѓубре, се надевам дека и оваа последна реченица дека е успешен во делувањето на предпријатието исто така е кажана иронично. Што се однесува пак до оние информации од денешниот ден, и премиерот Мицкоски на оваа тема беше прашан на настан во текот на денешниот ден. Тој рече дека очекува интересна разврска на овој случај и им се заблагодари на градоначалниците од другите општини кои што помагаат во расчистување на главниот град. Еве ја изјавата. Мислам дека таму ќе има разврска која што ќе биде многу интересно да ја следите. Да се заблагодарам на градоначалниците на општина Велес, Штип, Кавадарци и Куманово за поддршката која што дава изминативе денови со механизација за чистење на сметот во Скопје. Во следните денови вторник, среда и петок и сабота ќе продолжат и потоа очекувам откако ќе победи Орце Георгиевски, откако ќе се примопредаде практично раководењето со градот Скопје, целата работа со сметот да се нормализира. И впрочем имаме ветување, нели, 72 часа откако ќе ја превземе управувањето, кога ќе ја превземе на градот Скопје, дека треба комплетно сметот да биде исчистен и потоа тоа да биде еден тековен процес, да не биде вест. Так, на страна од иронијата и лошиот хумор од страна на градоначалничката Арсовска, ние се уште се наоѓаме овде во полициската станица Автокоманда, распитот се уште трае, сад си очекувам детали во вестите во 21. Мартин, те очекуваме со информации во вечерното издание или во текот на овој дневник, доколку такви има. Илјадници пластични шишиња и друг отпад од попладнево плуват низ Вардар. Снимката која ја гледаме е направена кај тетовското село Раотинца. Отпадот плови по течението на реката, а веќе вечерва може да се забележи во главниот град. Непознато е како овој отпад се нашол во водите на Вардар, дали е свесно испуштен или повлечен од брегот поради надојдување на реката по вчерашните дождови. Во секој случај, ова е загрижувачка и жална слика. Нема преговори и договори со лица кои се на црната листа на САД. Премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН ги отфрли шпекулациите за било каква соработка со Рамис Мерко. Пред вториот круг од изборите се смируваат страстите со Касами, со кого Мицковски имал и тетата средба, појавните несогласувања околу поддршката на кандидати во Кичево. Останува пораката до кандидатот на Вреди за Брвеница дека ќе ги изгуби изборите, па ќе биде сменет од директор на инспекторатот за локална самоуправа. Катрина Нешкова ги следи превирањата за тоа кој кого ќе поддржи во недела на финалето од локалните избори. Нема пазарање со Рамис Мерко за негова амнестија за сметка на поддршка во вториот круг во Струга за кандидатот на Вреди. Вели Мицкоски по шпекулациите на локални портали дека е можна соработка на власта со екс-функционерот на ДУИ. Мицкоски е дециден преговори со лица на црна листа не прави. Рамис Мерко не ги поддржува Демократската унија за интеграција во вториот круг и претпоставувам сега за да најдат противтеза како да направат сензација за да потонат таа вест. Варат во јавноста комплетна хешти. Тама работа, видите, луѓе ми многу пати во минатото сме кажале нашиот став за Рамис Мерко, така што ето, оставам на тој начин да прават и да се зачнеш апсолутно.
Шпекулациите ги поттикна самиот Мерко со објава на социјалните медиуми дека во вториот круг нема да даде поддршка на кандидатот на ДУИ. По ваквите објави Мерко тврди дека не се меша во изборите во Струга, тој бил само обичен гласач. Воопшто нема никаква соработка, се е шпекулација. А вие за изборите за кого би дале поддршка? Јас не сум ни кандидат, не сум ни ништо. Јас сум еден слободен граѓанин и слободен гласач. Овдека не се меша. За идниот градоначалник на Струга се води многу тесна битка од 150 гласа, помеѓу независниот Ќура, поддржан од Вреди, и Далипи, кандидатот на коалицијата на ДУИ. Мерко, кој инаку е на црната листа на САД, има и неколку обвиненија за корупција, се уште важи за локален фактор во градот, иако ја замрзна својата партиска функција во ДУИ. За партиски кујни во Струга денеска обвинуваат и од Вреди. Тие велат дека ДУИ таму игра со Апасиев, чија кандидатка освои околу 2800 гласови. Вреди одамна укажа на состанокот меѓу емисарот на Али Ахмет и Кренар Лога и Димитар Апасиев, како дел од планот за нанесување штета на независниот кандидат поддржан од Вреди во првиот круг. Денес се е на виделина, соопштија од коалицијата Вреди. Од друга страна, Мицкоски тврди дека се смири реториката за етничко гласање во Кичево, на кое минатата недела повика коалицискиот партнер Касами. Се сретнав со Био Касами, разговаравме и мислам дека он веќе почна да ги испрати оние вистински идеи кои што треба да легаат на еден градоначалник на мултиетничко општество. Сепак, страстите се уште не се смирени со кандидатот на Вреди во Брвеница Рамадани. И тој повика на етничко гласање против кандидатот на ВМРО ДПМН, мобилизирајќи гласови од диаспора. Мицкоски вчера најави негово разрешување од позицијата директор на инспекторатот за локална самоуправа, оценувајќи ги неговите повици како неприфатливи. Рамадани пак со став дека разрешувањето не го погодува. Честа, моралот и достоинството вредат повеќе од која било јавна функција. Работев 17 години во општина Брвеница, мултиетничка општина каде што живеат и действуваат граѓани од сите заедници. Сите што ме познаваат добро знаат кој сум и каква личност сум, напиша Рамадани на Фејсбук. Гласањето во мултиетнички средини стана главна тема меѓу двата изборни круга поради можни нови позиционирања на Вреди и ДУИ на политичката сцена. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Кој е доволно долго на својата функција за да сноси одговорност за сработеното и резултатите, а кој е тази и неуспехот може да му се прости. 2 дена ова е тема меѓу лидерите на ВМРО ДПМН и СДСМ. Ги слушаме овие пораки. Ти имат 140.000 гласови помалку од лани. И тоа е нешто што е сериозен знак дека граѓаните се свесни дека оваа влада не испорачува, дека има многу лажни ветувања, дека едноставно не може да се справат со проблемите, дека не излегуваат во пресред на барањата на граѓаните, дека нема ниту една категорија на граѓани која што е реално задоволна, ниту пак осеќа некакви позитивни политики од оваа влада. Еве, вие кажете која категорија на граѓани видоа некој бенефит од изминатава година и пол влада на ВМРО ДПМН. Работниците немаат зголемување на платите, пензионерите ги излажаа. Не им ги дадоа парите кои што им следуваат за зголемување на пензиите. Наставниците, лекарите, па ние за само први 2 години од владата на СДСМ практично примањата на лекарите специјалисти ги дуплиравме. Најав кадровски измени во раководството, тие ги случат многу брзо и продолжуваме со иста и поголема енергија на враќање на довербата на гласачите. Венко Филипче е претседател на се уште најголемата опозицијска партија во Македонија. Тој нормално да ја оценува така владата, бидејќи мисли дека на тој начин ќе добие поддршка во своето гласачко тело и кај граѓаните. Тој ја оценува владата за својата работа за година и половина, не цели, во декември ќе биде откако е избрана. И тука дава свој суд, но затоа пак никогаш не дава суд за своето претседателствување за истиот период во СДСМ. Ако за тој период вели дека е прекраток за да се цени неговата работа, тогаш како наоѓа за сходно да ја цени владата за истиот период како таа работа. Мислам, изјавите се какафонични, една со друга контрадикторни.
Со пораки за енергетска ефикасност, поддршка за пензионерите, чиста животна средина, кандидатите ги интензивираат активностите пред вториот изборен круг. Тие имаат уште само 5 дена да ги презентираат своите визии. Со субвенции за обнова на фасадите до поголема енергетска ефикасност и значителни заштеди за граѓаните најавува кандидатот на СДСМ за Центар. Герасимовски вели дека и во новиот мандат ќе продолжи со поддршката за поставување фотоволтаици на училиштата и општинските објекти. Станарите добиваат субвенции за нови енергетски ефикасни фасади, со што ги намалуваат трошоците за грејење и ладење, а истовремено добиваат современ и уреден изглед на своите згради. Со обновување на фасадите, Центар добива нов, модерен, но и автентичен лик. Ја чуваме старата архитектура и уредуваме градската средина. Паралелно поставуваме и фотоволтаици на училиштата и општинските објекти преку нашето предпријатие Енергија Центар. На тој начин штедиме енергија и ги намалуваме трошоците за електрична енергија и до 50%. Кандидатот за Центар од редовите на Знампак најавува финансиска и социјална помош за пензионерите. Секој нов пензионер во општина Центар ќе добие финансиска поддршка во висина од 12.000 денари. Тоа е наш начин да покажеме почит, благодарност и грижа кон генерацијата што го изгради овој град. Пензионерите се гордост на Центар и пример за посветеност, упорност и човечност. Нивното искуство е наш компас, нивните совети се наш патоказ. Секој пензионер заслужува достоинствен и активен живот. Затоа, општина Центар ќе организира бесплатни работилници, патувања и други активности за поголема општествена вклученост и дружење. Кандидатот на СДСМ за градоначалник на аеродром денеска го промовираше проектот за целосна реорганизација и зајакнување на комуналните и инспекциските служби. Трајановски вели дека нивната задача ќе биде да се грижат за редот, хигиената и безбедноста во општината. Нашата визија за аеродром е јасна. Општина што дише чисто, живее уредно и се грижи за здравјето на своите жители. Затоа предвидуваме целосна реорганизација и зајакнување на комуналните и на инспекцијските служби, како и воведување комунална полиција со широки овластувања. Таа ќе биде во служба на граѓаните, со задача да обезбеди ред, чистота и безбедност во секоја мало, на секоја улица. Во нашиот план предвидуваме редовно одржување на јавната хигиена и проширување на зелените површини. Проект за обновување на шумскиот појас во Кичево најавува и кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН. Според Јовановски, новите садници ќе придонесат и за почист воздух во општината. За жал, еден дел од тој шумски појас се уништи со несовесно користење и дел со изградбата на големиот проект за автопатот, кој ќе не поврзува со Охрид. Кога ќе дојдам за градоначалник, веднаш ќе преминам кон пошумување и враќање на старата шума, со што ќе допринесеме за почист воздух, почиста животна средина и поубав живот за сите нас во градот Кичево. Партиите имаат уште 5 дена за промоција на проектите со која бараат довербата на граѓаните пред вториот круг од изборите закажан за 2 ноември. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. По тема на денот, како што најавив, Горан Герасимовски, кандидат за втор мандат во општина Центар. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до вашите ценети гледачи. Ќе почнам со најзагрижувачкиот проблем во моментов, очигледно тоа е отпадот. Што преземате и што според вас може да се направи за да ова не ни се случува повторно? Ова е катастрофа што му се случува на градот Скопје и на општината Центар изминатите 4 години и цела оваа ситуација не дозволива за една метропола. Додека и ние планиравме, а некои поднесува кривични пријави, се жалеа, ние ги засукавме ракавите и работевме. Изнајмивме дополнителна механизација, нашите вработени да двосменски, тросменски, поставивме дополнителни контејнери, изминатите 3 години набавивме и цистерна за да ги миеме самостојно нашите центарски улици, но сето тоа не е доволно. Доколку комунална хигиена не профункционира, ќе биде многу тешко да се одржува самостојно. И јас уште пред 2 години на управниот одбор на ЗЕЛС како представник на општина Центар и дел од управниот одбор побарав да ги превземеме ингеренциите и да секоја општина се грижи за хигиената во својата општина. Јас сум сигурен и тогаш и сега кажувам дека доколку ги превземевме ингеренциите како општина, набавивме дополнителна механизација, го зголемивме бројот дополнително на хигиеничари, дека се ова денеска што се случува немаше да се случи. Има ли слух за тој предлог еве кој што сте го презентирале пред ЗЕЛС? Да, и на последниот состанок по моја иницијатива, кој што беше побаран после изборите, поради тоа што знаете дека ситуацијата последните 10 дена е алармантна.
Ние свикавме и кризен штаб, прво нешто што направив, побарав помош и од владата, побарав хитен состанок на ЗЕЛС, каде што седнавме скопските градоначалници, поразговарявме за темата и барање решение на проблемот. Се отвори темата и за понатаму, доколку прво да се завршат изборите, но и да се превземат ингеренциите секоја општина поединечно. Свикавме кризен штаб, на кој што дадовме одредени насоки. Свикавме состаноци со директорките на училиштата и градинките, направивме вонредна дератизација, дезинфекција по самите училишта и градинки, алармиравме да школските дворови секојдневно се чистат со поголем број на наши вработени, се со цел да не дозволиме да глувци ни се шетаат по улиците и дворовите. За жал имавме таков пример. Направивме се, денеска имавме и средба со кукните совети и нивни представници за да дадеме одредени насоки кои што од утре за утре ќе почнат, а тоа е секоја зграда, секој куќен совет да се направи дератизација во својата околина. Ние направивме вонредна дератизација на 1980 шахтини на територија на општина Центар, но таа вонредност ќе следи во наредниот период, поради тоа што, како што гледаме, се уште не е решен проблемот со хигиената на центарските скопските улици. Да, ова се наметна, како што рековте, особено во овој втор дел од кампањата како централна тема, но има и други. Во 21 век, место да збориме за проекти, да се надпреваруваме со идеи, ние говориме за ѓубрето низ општините. Сепак има и други теми кои беа значајни во кампањата, можеби поприсутни во оној прв дел пред првиот круг. Вашиот против кандидат, најголем број од своите обвинувања кон вас ги фокусираше на градењето, на урбанизацијата и како што тој вели урбанистичкиот хаос кој владее во општината Центар. Има ли простор се уште во Центар да се гради или кој е вашиот впечаток? Заситен ли е веќе од згради, од висококатници, од пониски згради, секоја куќа да се претвори во зграда или има уште простор? Вчера на ова столче седеше неговиот ментор, на кој што искажа многу лаги и невистини. Почнувајќи од бројот на издадени дозволи, продолжувајќи во тоа што во моментов се случува и колку одобренија во моментот даваме. Еве колку има поради тоа што спомнаа некои бројки од 80 одобренија кои што седат на маса. Прво не седат на маса, тие се во систем кој што го води ЗЕЛС и се јавно достапни. И има во моментов 8 барања за одобренија кои што се во завршна фаза. Не се 80, прво. Не се извадени 300 дозволи за градба, издадени се 188 во овој 4 годишен мандат. А 34 во последните 6 месеци. Значи изминатите Јас со статистика најдов 64 дека се издадени. Таму се подкровија, таму се сумирани сите барања. Дозволи за градба изминатите 6 месеци се 34. Статистика ги сумира сите барања издадени одобренија. Таму се кровови, надградби и така натаму. Целата кампања се служат со лаги и невистини. Црна кампања која што граѓаните на Центар ја препознаваат и се доволно мудри и кажа во првиот круг на кого му ја даваат довербата. И јас сум сигурен дека ќе препознаат што све направивме изминатите 4 години, ќе ја препознаат нашата програма која што некој ја препишува. Тоа значи дека нема визија, нема тим на луѓе, нема идеи како би ја водела општината, туку само со критики, негативна кампања, напади и така натаму, зашто за све ги демонтиравме изминатиот месец дена. Така ќе продолжиме и наредниот период. Инаку да, во Центар има, како што кажав, одредена бројка на барања. Имавме мораториум, за жал, кој што 3,5 години траеше, кој што не вроди плод, туку кога јас влегов во општината, начекав 300 барања за одобрение за градба, кој што по закон им следува на барателите. Ние би го прекршиле законот доколку не постапуваме. Така ќе продолжиме во наредниот период, законски, со добар тим на луѓе кои што го имаме во Комисијата за урбанизам, кој што го планира начинот и развојот, урбанистичкиот развој на општината. Истата комисија ќе ја прошириме, со која што донесовме идеални мерки за подобрување на квалитетот на живот во општината, со носење на секој дуб го зголемуваме бројот на зеленилото во општината, пошироки улици со дополнителни пешачки патеки, велосипедски патеки, намалување на катност, намалување, односно отстранување на парцели за градба и претварање во зелени појаси. Имавме одлични примери како се чува општината. Не продававме ниту еден квадрат на лицитација државно земјиште. Побаравме да се смени законот и законската регулатива 70-30.
Сега ако имаш 30% собственост на парцелата, можеш да дооформиш и докупиш 70%. Преку ЗЕЛС едногласно се изгласа и доставена барањето, предлог барањето од транспорт и врски, каде што и на тој начин го штитиме државното земјиште. Дополнително ги отстранивме оние клацкалки, дупли паркирања кои што во минатото се представувале. Се со цел да има поголем број на паркинг места, мора да има задолжителни пристапни рампи, мора да има паркинги за велосипеди, но и повеќе високостеблести садници во рамки на самата парцела, што во минатото го нема. Добро, уште една од темите која што се отвори во овој дел е урбанистичките планови. Лабудовиќ вели дека од 31 урбанистички план во вашиот мандат сте ревидирале 3 урбанистички планови. Има ли потреба повеќе од тоа да се направи? Вчера го слушав и неговиот ментор исто говореше, пак лаги невестини. Има 34 активни, 33 активни и еден неактивен план во општината, од кои што донесени се 3, во завршна фаза се 4 и уште 6 се во фаза на носење. Тоа се 13 планови. Плановите праќаат повеќе филтри. Планерска куќа, општината, градот, Министерството за транспорт и на крај оди на гласање во Советот. Значи, сите оние дупови кои што се во фаза на носење и кои што се донесени, се со подобрени услови за живот на граѓаните. Како што набројав, подобри сообраќајници, повеќе зеленило, отргаме маркици за градба и така натаму. Со сето тоа ги подобруваме условите на жителите на центар. Центарци имаат еден хроничен проблем со паркирањето, особено во оние делови на Дебармало, Буњаковец, Капиштец. Најавивте 1000 нови паркинг места. Дали тие ќе го решат проблемот на овие делови на општината и каде ќе ги направите тие 1000 паркинг места? Првично 1000, но по сите средби и комуникации и со граѓаните и дадени препораки изминатиот месец дена, разгледуваме можност за проширување на бројката и можност за правење на дополнителен број на паркинг места. Покрај оној проект кој што го имаме идејниот за нова општинска зграда со 3 нива подземно паркирање на самата општинска парцела во Дебармало, каде што планираме над 300 паркинг места. Дополнително предлогот кој што го имавме до градот Скопје, кој што првично го договоривме, одвоивме средства во програма и во буџет, но не добивме зелено светло од страна на градот. Потоа го менувавме проектот и повторно добивме црвен сигнал од градот, но не застануваме тука, ќе продолжиме со барањето да во Капиштец да продолжиме монтажната гаража со над 300 паркинг места. Дополнително во Буњаковец, позади Буњаковец, каде се планирани подземно-надземна гаража, но она што последно го договараме и со директорот на паркинзи на општина Центар и со нашите служби да во делот под Кале, каде што пред неколку недели ја исчистивме дивата депонија, да самиот простор се затвори, се реконструира, односно се обележат паркинг места, се освежи самото паркирање и тука да имаме дополнителни паркинг места кои што ќе ги овозможи самата општина. И вие и вашите претходници многу пати говорат за потребата од ограничување на сообраќајот во делот на Дебармало, но и за контрола на бучавата во оние делови на градот каде има поголем број на угостителски објекти. Не се случи ништо од тоа? Што планирате или што најавувате во овој дел? Во Дебармало имаме ревидиран проект за затварање на Дебармало. Истиот е доставен до Министерството за внатрешни работи. Имавме 2 состанока со Министерството за да увидиме на кој начин го подобриме проектот и истиот да биде одобрен од страна на Министерството за да почнеме да затвараме целосно Дебармало дел по дел. Така и беше договорено на последниот состанок. После самите избори, по завршување на истите, прво нешто што ќе го отпочнеме е тоа да ги продолжиме состаноците, изнајдеме решение и добиеме согласност за затварање на Дебармало. Ние веќе поставивме на рампа на Боемска улица, на самиот почеток од Боемска, и се договаравме на кој начин тоа да се направи. Ќе видиме каков пример ќе биде тоа за идна можност за затварање на други населби каде што е хаотично во делот на сообраќајот и паркирањето. Во делот на бучавата заврши јавната набавка, чекаме да пројдат изборите за да ги поставиме мерните единици, кои што првично ќе бидат 30, значи самата набавка е завршена, за да преку мобилна апликација секој ќе има можност да види каква е фреквенцијата, односно бучавата на одредени делови во општината и тоа да биде доказ за пријавување во МВР до нашите инспекцијски служби за набрзо да се реагира. Тоа е интересно да видиме да се реализира. Во вашиот мандат Центар доби
најобјективно гледано една од најсовремените градинки, ако не и број 1 во Македонија, но каква е ситуацијата во останатите објекти за згрижување на деца и градинки и училишта? Дали личи центар да има објект кој што не е реновиран и во кој што се згрижуваат дечиња? Не личи, нема да дозволиме. Имаме, слободно секогаш кажувам, подобри услови од приватните градинки, а цената е символична од 1490 денари. И имаме, како што кажавте и напоменавте, најбавата градинка Пролет, која е гордост и за мене и за мојот тим на луѓе, која што успеавме да ја отпочнеме и завршиме за еден мандат. Нешто што е реткост во државата, обично самите градби траат. Добивме одличен квалитет за 900 евра по метар квадрат. Значи со домакинско работење и тоа е можно. Ги реконструиравме сите градинки, останати се мали ситни до реконструкции на неколку, иначе имаме 12 објекти на 3 клонови. И сите се во одлична состојба, ги задоволуваме капацитетите пред се на центарските дечиња, а потоа имаме можност за уписи на дечиња чии родители работат во општината, имаат потреба и барање да нивните деца ги посетуваат нашите градинки. Во програмата е стајана и новата градинка подклинички, која што ќе биде наликом слична на градинката Пролет, една модерна, убава, типична норвешка градинка, која што ќе ја разубава општината центар за капацитет од 100 дечиња, ја планираме истата, одма до јавна соба, подклинички центар, истата е веќе ставена во ДУПОТ и е планирана за почеток од следната година. Во делот на училиштата ги зголемуваме капацитетите, тоа го направивме во училиштето Коле Неделковски, каде што ги зголемивме капацитетите, дополнително имаме пристапни рампи, лифтови, под најдобри услови за нашите ученици. Во изминатите неколку месеци во летниот период ги реконструиравме дел од спортските сали внатрешни на неколку наши училишта и тоа ќе го продолжиме и во текот на следната година. Имаме барање и потреба, како што гледаме во Боњаковец, за се зголемуваат бројот на дечиња и таму планираме да ги зголемиме капацитетите. Во моментот се реконструира кровот на спортската сала, но планираме изголемување на капацитетите во тој дел од општина Центар. Го оставив за крај делот на политиката. Во првиот дел сакав да позборуваме за тоа што сте направиле, што планирате, но важни се и бројките. Вие во првиот круг 8500 гласа од прилика добивте, 2800 гласа предност пред вашиот против кандидат. Оно што мене ми беше интересно во бројките е што вие успеавте да имате 30% поголема поддршка во гласови од вашата матична партија СДСМ на советничките листи. Како го толкувате тоа? Исто ова се случи во 2021. Ги поклопивме буквално бројките од 2021 и за број на советници и моите бројки освоени како кандидат за градоначелник. Слободно можам да кажам дека на локалните избори граѓаните повеќе гласаат за личност, за проверена личност, а ние докажавме изминатите 4 години како се води општина. Бевме одличен пример како сите треба да го следат, каде што немавме мнозинство во Советот, каде што функциониравме и носевме одлуки скоро едногласно за многу точки, без разлика од која советничка група, од која политичка партија. Кога станува збор интерес на граѓаните, треба сите заедно да носиме одлични проекти. Јас сум меѓу малките градоначалници кои што прифатил проекти и ги ставил во програма и буџет скоро од сите советнички групи, и од независни, и од ВМРО, и од Левица, од сите советнички групи имаме прифатено одредени предлози кои што се вметнати во програма и во буџет и заедно ги имаме реализирано изминатите 4 години. Покажавме како заедно можеме да работиме во интерес на граѓаните. Граѓаните тоа го препознаа и тоа го вреднуваат. Јас сум единствен градоначалник кој што нема потрошено ниту еден денар за непродуктивни трошоци. А тоа се патување, непопуларни кафеани, патни трошоци, дневници и така натаму. И тоа е добар пример како треба да ја менуваме перцепцијата кај граѓаните дека градоначалникот, именуваниот и избранината личност не треба да се перцепира како личност која што седи во фотелјата и троши непродуктивни средства на граѓаните. Работевме домакински, имаме 13 милиони евра потрошено на проекти, капитални проекти, средства на граѓаните. Општината не е задолжена, односно задолжувањата што ги имаме од претходно, ги враќаме во текот на следната година целосно ќе бидат затворени. Значи, граѓаните го препознаат домакинското работење,
Граѓаните препознаа дека работиме целосно во нивни интерес, заедно се носени сите овие програми изминатите години, а така и продолжуваме од утре кога почнуваме со буџетските форуми, ќе ги слушаме граѓаните со нивни предлози за носење на новата програма за 2026 година. Во едно претходно интервју рековте граѓаните прават разлика помеѓу тоа што е реализирано на локално ниво и што е партиска политика, па вашиот претходник од истата политичка партија во обвини дека СДСМовците сте ги пуштиле низ вода со таа изјава, практично сте удриле врз СДСМ за свој личен бенефит. Како ја коментирате оваа изјава? Ги гледаат анкетите, ги видоа резултатите од првиот круг и ние правиме анкети и против кандидатите ги знаат анкетите и се обидуваат на секој можен начин, преку црни кампањи, преку омаловажување, преку притисоци, преку ширење на лаги, да направат што подобар резултат во вториот круг. Таа работа во центар и кај центарци не проаѓа. Сите овие работи кои што се случуваат во изминатиот месец дена, центарци ги препознаваат. Излегоа против кандидатите без програма. Истата препишана целосно и оние проекти кои што секојдневно ги нудат на граѓаните, кои што се целосно превземени од нашата програма, не проаѓа кај граѓаните во центар. Центарци се доволно мудри, центарци знаат да проценат, но знаат да донесат и правилна одлука. Јас сум сигурен дека и во вториот круг ќе ни ја дадат целосната поддршка и дека оваа предност ќе се зголеми дупло. Еден од најслабите резултати е сепак ова за СДСМ, зборувам на комплетниот изборен процес во првиот круг, не зборувам за центар, но се друго има сериозно ниски бројки. Како го толкувате овој слаб резултат за партијата и дали вие лично, ако сте вие оној кој ќе поведа некаква победа во центар и добие поддршка од граѓаните, имате некакви амбиции за повисоко позиционирање во вашата политичка партија? Во моментов целосно сме сконцентрирани на довршување на самите избори. Преку многобројните средби секојдневно кои што ги имаме со граѓаните по нивните домови, од утре, како што кажав, почнуваме со буџетските форуми, да ги слушаме со дополнителни предлози и така натаму. Ќе оставам да завршат изборите, а после завршувањето ќе размислуваме што понатаму. Горан Герасимовски во Тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Полициски службеници организирале и спровеле вооружен грабеж во Гостивар. 11 месеци затвор за таткото кој претепа млади фудбалери на надпревар во Штип. Двајца полициски службеници од Кичево учествувале во вооружен грабеж на златара во Гостивар. Информацијата денеска соопшти МВР информираше дека двајцата се приведени. Полицајците не само што биле дел од вооружена група, туку биле и креатори на планот, а и го обезбедувале движењето на возилата со кои бил извршен грабежот. Настанот се случил на 10 октомври, а кратците заминале со сериозен плен, дури 18 килограми злато. Обвинителството побара, а судот одобри мерка притвор. Останатите членови на оваа вооружена група се уште се трага. Таткото кој во август влета на терен за време на младинскиот надпревар помеѓу Брегалница и Шкупи и физички напад на двајца малолетни фудбалери доби затворска казна од 11 месеци. Судот во Штип го прогласи за виновен. 11 месеци затвор доби таткото кој влета на терен на надпреварот меѓу Брегалница и Шкупи и напад на двајца малолетни фудбалери од ФК Брегалница кои игра против неговиот син. Кривичниот судски совет од судот во Штип денеска го прогласи Авни Абгули за виновен за кривичното дело насилство. Адвокатот на Абгули вели ке се жала до апелација, бидејќи неговиот клиент не нападнал деца, туку пробал да ги раздвои, а за тоа имало и сведоци. Не само што немало насилство од страна на обвинетиот, туку не ги сторил тие действија кои што му се ставаа на товар, се случува еден немил настан помеѓу децата на двете екипи. Фудбалскиот клуб Шкупи и фудбалскиот клуб Брегалница. Но тие немили настани не ги инволвираат родителите на двата клуба. Туку родителите на двата клуба се обидуваат да ги спречат тие немили настани кои што се случуваат помеѓу децата и фудбалерите на двете екипи.
Според обвинението, таткото на играчот од Шкупи во 89-та минута влетал на теренот, откако судијата поради фаул на неговиот син му доделил втор жолт картон. Незадоволен од одлуката, прво синот со тупаници и удар со нога се обидел да се пресмета со еден од фудбалерите на Брегалница, а тогаш на теренот влетал и неговиот татко, кој со тупаници и клоци нападнал двајца малолетни фудбалери на Брегалница кои завршија со повреди. Адвокатот на Абгули апелираше до ФФМ за поголемо обезбедување дури траат над преварите, особено кога играат малолетни деца. Но и покрај овој настан, кој се случи кон крајот на август, следе уште неколку каде се сведочеше на насилство и на трибини и на терен. Последниот е од вчера, кога играчи на фудбалскиот клуб Аеродром биле претепани од играчи на фудбалскиот клуб Беса на надпревар кој си играл во село Слупчане. На 26 октомври во 18:30 часот полициски службеници од СВР Куманово ги лишаа од слобода ОД 32 години и ЕА 18 години, двајцата од Куманово, играчи на фудбалскиот клуб Беса од село Слупчане, општина Липково, затоа што на фудбалски надпревар во село Слупчане физички нападнали играчи од гостинскиот клуб Аеродром од Скопје. СВР Куманово презема мерки за откривање на сите инволвирани и за целосно расчистување на случајот, пошто против лицата ќе бидат поднесени соодветни пријави, информира од МВР. Тамара Дичевска, Сител телевизија.